Околу 70 на конфекцијски работници се пуштени дома без да им се направи тестирање од COVID-19. Оваа одлука уследила откако 16 работнички се пожалиле дека го изгубиле осетот за вкус и мирис. Една од нив имала постојани нагони за повраќање. Иако сите 70 на конфекционерки меѓусебно имале контакти пократки од 1,5 метра, не носеле маски додека седеле на заедничките кафе паузи и за период од ручек, сопственикот на конфекцијата не побарал масовно тестирање. Центарот за јавно здравје нема добиено барање за масовно тестирање на работниците кои веднаш се пуштени на принуден одмор, велат од оваа институција. МНЕТ дознава дека сопствениците на конфекцијата не побарале стручна помош и не ангажирале приватна лабораторија преку чии испитување ќе се направи идентификација и на асимптоматските случаи. Принудниот одмор ќе трае само 10 наместо 14 дена, велат вработените кои само иницијативно се самоизолираат, живеејќи во паника поради евентуалното влошување на здравствената состојба на нивните малолетни деца. После ова се поставува прашањето дали сопствениците на фирми чија заработка им зависи токму од здравието на човечкиот потенцијал не треба да изградат една поинаква свест, барем во време на пандемија преку издвојување на неопходни материјални средства за тестирање да дадат свој допринос во спречувањето на ширењето на пандемијата. И додека пандемијата на коронавирусот се шири, во Штип се презентираат бројки кои се во согласност со процентуалното бележење на светско ниво, каде е презентирано дека зголемувањето на нови инфекции не значи изголемување на смртни случаи. Во текот на минатата недела бројот на заразени лица опадна за 4%, во однос на претходната недела, додека бројот на починати се намали за 12%.